Инцидент на петтата седница на Собранието на Република Македонија. Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски во процедурална забелешка побара од спикерот Талат Џафери да свика итна седница на која ќе се расправа за состојбата со депонијата во Струга. Димовски ги повика надлежните институции да изготват извештај за еколошката катастрофа, која повеќе од 10 дена ги засега граѓаните на Струга. Во процедурална забелешка и пратеникот Владко Ѓурчев побара вонредна седница за струшката депонија. Председателот на Собранието Талат Џафери го повика Ѓурчев на собраниската говорница, но откако Ѓурчев почна да зборува за депонијата, Џафери најпрво го исклучи микрофонот, а потоа повика обезбедување да го отстрани пратеникот од собраниската говорница, сметајќи дека Џафери го крши деловникот за работа и го одзема правото на процедурална забелешка. Пратениците на ВМРО ДПМН ја спречија интервенцијата на собраниското обезбедување. Право е процедурално да зборувам. Јас како пратеник во Собранието на Република Македонија имам право. Ѓорчев, Владимир Лишоев. Владимир Ѓорчев, напуштете ја говорницата. Немате добиено збор. Ако може да ја ослободите говорницата. Тргнете го Ѓорчев од говорница, обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. Тргнете го од говорница, нема збор. Тргнете од говорница. Илија. А да ќе го тргне, нема збор. Ќе го страни. А барам 3 пати да се тргне, нема збор. Пауза 10 минути. Сметаме дека како одговорни пратеници мораме и имаме должност да реагираме и да работиме на оваа ситуација во Струга да се надмине, порача пратеникот Зоран Илиовски од прес-центарот на Собранието по инцидентите кои се случија во Собраниската сала. Ние како пратеници побаравме од пратеникот Талат Џафери да се обрати до владата, да ги побара потребните информации за оваа ситуација и во најкраток можен рок да закаже итна седница во Собранието, бидејќи очигледно дека ниту една институција не презема никакви мерки за овај проблем кој што секојдневно станува се поопасен. На овај начин ќе докажеме дека Собранието на Република Македонија покажува совест и се грижи за сите проблеми кои ги засегаат граѓаните. На ова барање на пратениците од ВМРО ДПМН, колегата Талат Џафери се обиде да се изземе од одговорност да постапи по нашето барање, иако деловникот за работа предвидува можност тој да свика итна седница и да побари информација од засегнатите институции во врска со овој проблем. Депонијата во Струга речиси 2 месеци постојано гори, а поради густиот чат и непријатната миризба кои се шират низ градот, стружани деновиве организираат протести. Струшката депонија е долгогодишен проблем кој ниту еден од градоначалниците не го реши. Ниту новиот министер без ресор Рамис Мерко, кој долги години беше струшки градоначалник, ниту пак коалициониот партнер на СДСМ Зијадин Селан не го решија проблемот со депонијата.